Екипа на регионалната ТВ куќа денеска беше меѓу джеламарите од Ресава и Бегниште. Убаво се поминавме. Бевме сведоци на уште едно практикување на неколковековната традиција во овие две села, каде истата се почитува со сите адети. Не само овде, Василица, со джеламари се слави во Сопот, во село Дреново, во Марена, во село Бошова и други села. Во Мрежичко истата се одвива на Водици, а исто така и во селата во Росоманска општина. Главна атракција е големиот оган кој се пали насред село и маскирањето на джеламарите, нивното одење по сите куќи од селото. Се смета дека овие маскирани групи се организираат со цел да ги избркаат лошите духови што шетале во 12 некрстени денови од Божик 7 јануари па до Богојавление 19 јануари. Се е во контекст на раѓањето на Исус Христос и неговото крштевање на кој се случило на 13 годишна возраст. Според народните верувања, тогаш шетаат разни вештерки, вампири, болести, чума, колера и друго. Исто така се верува дека и водата е обседната со овие духови, таа е леунка, немоќна, некрстена, крстот е врзан и нема сила во овие денови да помогне да ги прогони, вели Томе Крстевски, етнолог во музеј галеријата. Денеска нашата екипа престојуваше за време на посетата на председателот на Советот на општина Кавадарци, Ристо Сакалиев, со советници од Градскиот совет од СДСМ и ВМРО ДПМН во селата Бегниште и Ресава. По сите адети, тие беа дочекани според джеламарската традиција, а за да поминат мора да ги даруваат джеламарите и джеламарската невеста со пари и други дарови. Општина Кавадарци, вели Сакалиев, и Советот на општината ја почитуваат оваа традиција. Джеламарите од општината се помогнати финансиски и со превоз, со цел да ги задржиме овие народни обичаи. Здруженијата на джеламари ја представуваат нашата општина на разни карневали во земјата, но и во странство, рече Ристо Сакалиев. Ме пресретна, ја им реков дури не добијам стап, нема да давам пари. Овде парите се дават присилно, не од што сакаш. Така е адетот, значи треба малку да те удрат па да дадиш пари. Джеламарите ги прославуваат и Сопот, и Дреново, Ресава, Бегниште и други. И Мрежичко ги прославуваме на друга ден на Водици. Тоа е некоја традиција и убаво е овака малку и нас ние да се видиме со граѓаните малку и да ја осетиме атмосферата. Празникот е за видување со луѓе повеќе и да направиме атер. Ова традиција ја поштува локалната самоуправа и порано било така и сега уште малку во по-засилено темпо. Джеламарите се како некоја група што ги финансираме да одат до Словенија, да одат до Бугарија. Тие се здружение што ние го помагаме во различни верзии, некогаш со превоз, некогаш финансиски, некогаш на некој друг начин. Имаме и иницијативи до приват нации, некогаш и тие малку да помагаат, со цел за да ги задржиме како имидж, како традиција. Еднаш се качив на магаре, вториот пат треба на коња. Ако има коњ во селото се качувам, ако е магаре, два пати не. Овде мислам гостопримството е многу големо, а луѓето очекуваат да дојдеме, ведро расположени, сакат да не видат, малку на база на пријателство, помалку уште помалку политички така. Едно од најстарите джеламари, Кујо од село Ресава, додава дека е благодарен на општината што возможува нивната богата етно традиција да ја видат и жители од Словенија, Италија, Бугарија, Србија и други земји каде до сега биле. Не памтиме од мојот дедо, прадедо, традицијата останала и гледате ден денеска дека уште тоа го имаме, како што спомна председателот на Совет на општина Кавадарци, Ресава, Бегниште, да, рече го Сопот и таму Дреново, уште продолжуваме уште ние. Мрежичко, да. На Мрежичко имат друга ден на Водици, таму ги прават джеламарите. Мислам дека имаме програма каде сне, шо сте и секогаш ќе бидеме тука присутни, ќе бидеме секогаш со народот. Му се заблагодарувам секогаш на општина Кавадарци, без разлика кој е градоначалник, кој е совет на општина Кавадарци, секогаш не испаѓаат во сусрет, без разлика дали одиме за Италија, дали одиме за Словенија, дали одиме за Бугарија, секогаш без разлика дали е нешто, дали ќе биде со превоз, дали ќе биде финансиски, секогаш не поддржание од општината Кавадарци и пошироко. И в Македонија, и Скопје имаме таму некој фонд за развој, секој фонд за етничко село, етничко се и полека си оде работа, не може да се пожалваме и не може да речеме дека не е така, што е така, е така. Ангел Лазаров од село Бегниште, па кој повеќе од 15 години бил джеламар и сега тоа се неговиот син и внук, рече дека во село Бегниште оваа традиција е стара најмногу во општинава или во Теквишијата, околу 300, па и повеќе години. Во практикувањето на обичајот учествуваат годинава барем 20 населени од Бегниште, главно млади, кои се подготуваат од вечер, рано наутро се маскираат
и се подготвуваат, па и потоа да одат по куќите каде што ги даруваат со храна, пијалоци, пари. Со една од најпознатите джиламарски групи од ова село, Лазаров бил во Полска, во Бугарија, во Словенија и други земји и насекаде биле добро дочекувани и почитувани за пренесувањето на неколку вековната народна традиција по која ова село е прочуено надалеку. Джиломари моментално се оваа година 18 души. Парте дел од ни купуваат пијалок, храна, што треба за вечерта кога се спрема, а другиот дел го делат. Колку жители има ова село? Жители 303 жители, тука негде. Постојано? Па тука негде се 303, 340, тука варира. Тоа, да кажам, сите сме болни да... Сите живееме за оваа традиција, сите го очекуваме вие ден.